Здраво на сите! Уште една најнова епизода на Марија во Америка, подкастот кој што ги раскажува македонските судбини овде од Америка. Како живееме, како растеме деца и со што се соочуваме, дознавате токму во овој подкаст. Марија во Америка, стиснете лайк, сабскрајб и шер на YouTube каналот. Марија во Америка е присутна на Facebook, лайк на страната и секако фолоу на Instagram Марија во Америка. Ако сакате да станете поддржувач, спонзор, пишете ми на Марија во Америка @gmail.com и бидете дел од овој убав проект кој што го снимаме овде во Америка. Започнуваме веднаш по најавната шпица и со приказната која што ќе ве остави без див. Како што реков, денес раскажуваме приказна на една дама која што е навистина импресивна во тоа што го прави, затоа што незината животна приказна е необична и уникатна. Кога ќе споменам дека возела камион, очекувате да видите дама која што изгледа така малку можеби помажествено, но таа е се само тоа не. Во моје друштво денес ќе ја видите Тања Петрова, македонка, родена во Неготино, која што овде во Америка има возено камион. Индустрија во која што македонците се многу присутни, но многумина од нив се мажи. Жените овде тоа го работат, диспеч, сейфти, акаунтинг, но не возат камион. Но Тања го има правено токму тоа. И драго ми е што денеска е во моје друштво. Тања, добре дојде. Здраво, Марија. Фала ти на убавите комплименти. Знам дека беше малку тешко да те договорам, затоа што, нели, со сплет на околности ми рече, дај да одложиме, но драго ми е што си овде во студио и драго ми е што те убедив да раскажеш твојата необична животна приказна. Ајде да видиме. Значи, ни доаѓаш од Неготино, родена порасната. Неготино, да. Така. Какво детство имаше Тања во Неготино? Среќно, Среќно забавно? како сите. Да можам да го вратам времето назад, би се вратила пак. Би го вратила, Да, така? Да. Но ете. Тоа се моменти што никогаш не се забораваат во животот, али повеќе од пола живот веќе го помина во Америка. Како што ќе речеш, 20 години сум била Македонија, 20 години 20 сум во овде во Америка, Америка, но имаш завршено средно во Да. Неготино, се пишуваш на Почнав факултет. и И- дојдов тука. Така животот те носи во Америка. Тачно. А каде дојде кога дојде во Америка? Во Нью Џерси. Во Нью И не би Џерси? сакала да се вратам пак. Значи Чикаго ти е побаво од Нью Џерси. Чикаго е многу подобро. Значи, кога дојдов во Џерси, тоа не беше Америка. Јас стварно не знам како луѓето, наши македонци поточно живеат во Џерси. Свака им част. Значи, Џерси не е за мене. За никој не би го препорачала. Едина убава страна на Џерси е тоа што го имаат Њу Йорк. Значи, покрај Њу Йорк и некако Џерси поминува. Иначе Џерси, it's a big no. Само по себе, нели, не е тоа што го мисла дека е. И беше во Нью Џерси, со што се соочи за почеток кога дојде. Како ти се виде Америка? Бидејќи бев во Џерси, значи уопште не доживеав некој убав момент во Америка, тоа беше стварно катастрофа. Не убаво, значи лоши станови, стари, картонски, гужва, не беше добро. Не беше добро. Се викаш И првата прилика кога дојдов во Чикаго, кога уствари го видов каков е Чикаго, I was like, ова е Америка. Така. Ова е веќе Америка. Али тоа беше краток период во Џерси. Значи многу кратко, неколку месеци. Њу Йорк е преубав, али за да живееш во Њу Йорк е невозможна мисија, посебно кога си прв пат дојден во Америка. Значи нема шанси, тоа е прескапо. Што работеше во Нью Џерси кога дојде? Почнав со бейбиситер да работам, ама некако не можев да се снајдам во работата, не го можев амбиентот во Нью Џерси. Значи едноставно ништо не ми се допадна, ништо. Дојде на 20 твои години 20 тогаш? години, да, наполнив 21 тука во Америка. Во Америка наполни 21. Доаѓаш со 20 години, почнуваш со работа. Имаше ли Тања идеја дека сака да живее и да работи овде во Америка? Не. Значи, мојата цел не беше да дојдам јас и да живеам во Америка, значи мојата цел беше да дојдам во Америка, као да направам пари и да си одам дома. Али пазарот, есапот дома и есапот на пазар некако не излега заедно. И ми се допадна многу тука, посебно кога дојдов во Чикаго. Животот 100% ми се смени и се пронајдов стварно тука. И ја видов убавата страна на Америка тука.
Кажи ми, кај кој дојде тука во Чикаго? Дојдов во Диксон, Илиноис, тоа ти е на 100 милји од Чикаго, кај луѓе од Македонија, од Кичево, што не ги познавав, значи тоа беа пријатели од пријатели, што ме прифатија како нивно дете, многу ми помогна, до ден денеска сме уште фамилија. Браво. Тоа беше 2006 кога дојде така? Многу одамна. И во тој период, Тања, кажи, немаше толку млади македонци овде, Немаше така? воопште македонци, значи имаше само во Индијана некои староседелци македонци што дошле уште од 60-тите, 70-тите, Охајо имаше нешто, Џерзи, тука во Чикаго, не знам, може би се броја на прсти колку македонци имаше. Че ти си една од првите која што да Меѓу речеме првите. го пробива мразот на младите македонци да доаѓаат да емигрираат овде во Америка. 2006 година ќе речеш имаш една рака се На прсти да броиме. се изброја, да. Така, започна со работа, претпоставувам кога дојде тука. Што работеше тогаш? Да, почнав да работам во ресторан, во Gaslight Club се вика, еден од најдобрите ресторани во Чикаго. Тоа се наоѓа на О'Хер. А англиски не знаев. Значи, како почнав, не знам ни јас, ама имаше катастрофа. Значи, катастрофа од конобарица probably бев. Заради тоа што не знаев англиски. Значи, луѓето ми нарачуваат, ме прашуваат, тоа беа погрешни ордери, погрешни маси. Не знам, Господ ми помогна само некако како да се знајдам, ама бев катастрофа. Неколку месеци додека да се исправам. Газдата е од Косово. Дојден исто многу одамна, си го држи ресторанот, многу ме разбираше, многу ми помагаше човекот, значи воопште не дигна рација од мене, значи ми помогна. Неколку месеци ми требаше, сум учела дома, сум плачела да научам мени, да научам коктел, све. Многу се трудев, научив све и веќе бев една од најдобрите конобарки во ресторанот. Кажи ми англискиот како го научиш? Значи добро да ќе го научиш, може би менито на памет, но конверзација, разговор, тоа треба. Тоа беше тешко, мислејќи дека јас од Македонија знам англиски, али уствари кога доаѓаш во Америка, кога се соочуваш со реалноста, сваќаш дека ти не знаеш англиски, дека многу ти треба за да направиш конверзација. И пуштав шоус или movies со сабтајтл, за да можам да слушам, да гледам и да читам. И тоа што не го знаев, само го пишував и имаше други луѓе што знае англиски да ми помогна да ми ги преведат работите за да можам да ги научам. И така сум бувала, значи тоа беше целта и гол во тој момент, само за да земам да научам англиски за да можам конверзација да правам. Кажи ми како дојде ти до тој ресторан? Како научи дека таму треба да има потреба од работа? Да, ми помогна еден многу добар другар, што моментално не е во Америка, тој се врати во Македонија. Тој го знаеше шефот на кујна и така ме зема. И баш во моментот се погоди да бараат девојка за работа, и јас бев слободна и така се вклопив. Кога сака, нели? Кога никако се погодуваат работите, Точно. животот си оди по Животот точно. по своја насока. Ете, ќе речеш не ќев да останам, но дојде овде, почна да работиш, почна да го учиш англискиот и животот ти доби нова смисла. И пак да го вратам времето, пак би дошла во Америка, пак би го направила исто, заради тоа што сметам, според мене, дека Америка е една од најдобрите земји за живење. Значи, никогаш не би го променила животот од тука. Што ти се допаѓа тука најмногу? После 20 години живот. Ова е дома за мене. Све. Ова е дома. Јас ова го доживувам како дома. Јас зборам англиски, размислувам на англиски, све правам, значи ова е моето дома. Повеќе од животот ми е тука. Веќе ти е поразлично. Одиш Македонија, но тоа е поинакво чувство, претпоставувам. Јас сакам и Македонија, све ми е убаво, али сепак кога веќе ќе дојдам тука, го имам тоа чувство како сега сум дома. Така, но пред да создадеш дом, како продолжува твојот живот? Што правиш после ресторанот? Да, после ресторанот се отвора најновото казино во Чикаго, Риверс казино, и почнувам тука меѓу првите работа. Тоа беше многу убав момент, затоа што беше многу бум казиното, се правеа многу убави пари и тоа беше стварно една од најубавата работа што сум ја работела. Неколку години работев тука и веќе почна да иде надоле затоа што се изгустира. Свите од Чикаго, од Индијана, од Висконсин дојдоа да го видат казиното и веќе почна работата да иде даунхил. А во меѓувреме, веќе бев со Алекс, мојот сопруг сега, тогаш бевме дечко и девојка. Тој веќе беше во камионџиски бизнис и возеше камион. Од секогаш сум сакала брзина, камион, кола, мотор, тоа ми било
Значи, родена сум за тоа да возам. Можам све да возам. Кај да седнам, што да ми дадеш, ќе го возам без проблем. Адреналинот ти е она второто јас. Така? Тања оди со адреналин заедно во една Најверојатно. реченица. Точно така, точно така. Но Тања не изгледаш така, значи не изгледаш на девојка која што сака да вози коли, брзи мотори, камиони, не ти е така сликата за тебе, така женствена, сака козметика, шминка. Па по професија сум тоа. Да, значи, јас сум меѓувремено, не знам, можда 2008-2009 година, значи, завршив курс кај што добив диплома за козметологист, значи да правам третмани лице, третмани на тело и шминка и све тоа, а не го работам тоа. А го завршив. Го заврши, како ти одеше потоа со тоа? Почнав малку да работам многу кратко време во Марио Трикочи, многу исто познат салон, ама не беше тоа. Значи, не сум јас таква пасивна работа. Кај мене мора да се дешава нешто. Што повозбудливо. Го запозна твојот сопруг, Да, Александар? Алекс, да. Каде се запознавте? Се запознавме на Карваш, каде што живеев јас, тој работеше тука, јас ја перев колата и така некако стана. И 15 години. Љубов на прв поглед? Може да се каже. Така? Да. 15 години сте веќе заедно? Браво. Да. Ке речеш што он е во камионџискиот бизнис. Да, тој вози камион. И јас му кажа, викам, ќе дојдам со тебе да возам камион. Тој ми вика, ајде седи си мирна, немој да се зафркаваш, као не е тоа за тебе. Викам, многу сакам затоа што неколку пати ме зема со него да идеме да прошетаме. Тоа беше многу фан за мене. Значи да идеш на различни места, да видиш цела Америка, да ја видиш, тоа беше за мене многу фан. И јас му кажа, викам, ќе дојдам, ќе возам, ќе возиме заедно. Тој не ме свати озбилно. Океј. Додека тој си возе, јас дома си ги земав тестовите, си научив све, идам да земам пермит, го земам од прва и му сликам слика, тој заглава. Не знаеше пробабли кој пат да го фати. Вика, како? Викам, ете така, еве го пермитот сега, значи треба да земиме, да возиме, добро. Се враќа тој дома, идам јас во камион и тој почнува да ме учи. Значи, почнуваме на камион со 13 брзини. Пред да започнеме со приказната за камионот и што се случувало, кажи ми како го положи тој испитот прва. Нели? Научив. Научи се, Да. значи... Научив се, значи зимаш првен пермит, тоа се прашања околу камионот, околу 300 прашања се ги учиш. Пермит е дозвола. Пермит е дозвола за да можам да возам камион со некој што веќе има дозвола. Значи го земав пермитот одма, за 10 минути. Добро. Се учи, не учуваш, идеш, го земаш пермитот, толку и после тоа ти останува вожња паркирање. Добро. И тоа заедно со Алекс Гучевта? Но тој не знаеше. Тој не ни знаеше. Тој немаше поима дека јас идам Сама да го учам. учеше Сама, тоа? да. Со автошкола или сама... Не, сама на себе. Сама на себе. Да. И на прва положи и возење и паркирање. Све. На прва. И кога ги положи сите тие три работи, значи тестот и паркирање и возење, ти даваат возачка дозвола за камион. Првен го земам пермитот. Отидов со Алекс малку да возам, да малце добијам осет за камионот. После неколку, можда 45 дена мислам дека беше пермитот, многу е одамна ова, значи имам возачка, не знам, можда пред 15 години. Мислам дека 45 дена е пермитот. За тие 45 дена треба да се вратиш и да земиш да полагаш тест што ти е возење, градска и паркирање. За тој дел отидов во школа. Значи, пошто немавме камионот, ти е голем, овој што е, значи, со слипер, и со тој многу тешко се полага, кога идеш у школа, имаш пократок камион, полесно се полага и полесно учиш на паркинг. И отидов на школа за 5 недели, за тој дел да го извежбам, на дента на полагањето од прва. Од прва, едино женско бев од сите таму, беа 30 души. 29 мажи. И јас, една девојка, од прва положив, толку. Те гледаат чудно малку така? Не им се веруваше. Да? Не им се веруваше. Обично, тука луѓето што возат, жените не изгледаат како мене. Се малку постари, малку можеби почаби, помашкасти, мушкасти жени. Кога ме видеа, мене ка, што правиш ти? Ништо. Возам камион. Зошто си тука? Возам камион. И ти ја даваат возачката, полагаш. Инструкторот, мислам тој што нели. Мојата журка почнува. Твојата журка со камионите започна, но тој што те тестираше беше маж или жена? Да, све се мажи. Се мажи. Влегуваш во тотално машки свет, каде што 90% од оние кои што имаат CDL се мажи, 10% се само жени. Точно. Значи возачка за камион овде во Америка има 90% мажи, 10% жени.
И замисли кога ја земав возачката, ја со сите бодови. Значи не само што земав возачка, него сите бодови ги исполнив на возачката. Од 100% 100 бодови земав за све. Сакав да пронајдам некој податок колку македонки жени имаат возачки дозволи за камион во Америка. Не знам. Излезе неколку. Значи нема точна бројка, не се илјадници, не се ни стотици, туку се стотина. Значи многу е мала бројката. Така што ти си една во тие стотина, така што тоа е навистина за почит и за поздрав. Фала. И со, евете со возачка, си влегуваш во камион со Алекс. Да. И почнувате да возите. Почнуваме да возиме. Каков камион? Volvo. Мислам дека беше Алекс го купи brand new. 2017 година беше тоа. 16 така нешто, brand new камион. Со Со 13 брзини. Седнуваме, Алекс почнува да ме учи, сваќам, капирам, значи можам да го работам, тоа е нештото што ми сваќа главата. Веднаш почнувам да возам, тој се чуди и ми вика, ти си веќе подобро од мене. Значи тоа е гол кога ученикот ќе биде подобар од учителот. Вика, ти си подобра и од мене, значи како возиш. Без проблем со возење, со паркирање, со све. Тања, жените, еве, јас ти и многу други, во Македонија сме возеле, да речеме, менјач, коли. Доаѓаш овде во Америка и се автоматски. Значи, жените, од што сме толку навикнати да возиме автоматски коли, дури ни е малку потешко да се навикнеме на менјач коли. А ти одиш директно возиш менјач камион, не е ни автоматик камионот. Имав менјач кола јас, доскоро возев, значи доскоро спортски коли, мотори, све тоа беше кај мене number one. Очигледно брзините кај тебе не се проблем, тука заедно почувате да возите, Александар ти вика дека си подобра од него. На што те учеше, што те научи, што научи ти од Александар кој што пред тебе имаше возачка колку години? 4-5 можда. 4-5, да. Така. Значи тој ме научи како убаво да ги менјам брзините на камионот и најважното нешто како да користам engine brake на камионот кога возиме по планините со товар до максимум, значи од 4000 паунди. Сето тоа он ме научи, тоа го знам во сон да ме разбуди, значи точно можам да знам со која брзина, како да влезам на кривина, како на изи да испаднам. Во планините само во планини возевме тогаш кога бевме тим, значи Монтана, Айдахо, Вашингтон Стейт. Значи да, каде возевте? Проблем. Каде возевте? Западниот обично дел? Тимска тура, да, на вест. Значи од Чикаго до Сиетл обично беше назад или ако не беше назад се идеше секаде, значи до Норт Каролина, Џорџија, секаде, каде што одевте, ќе речат дека нели, истокот е малку така. И таму одевме. Значи се сегде возевте. Секаде сме возеле, на секаде одевте. Да. Само што ние како тим, нас ни одговара повеќе мили затоа што ги стигаме многу брзо, додека едниот спи, едниот вози, така се менјаме и нас ист ни беше многу блиску. Значи ни тоа го стигаме, да, ете го каде. А вест се веќе 2000 мили. Значи тоа се долги мили и почнуваме, нели, едниот вози, другиот спие, па се менјаме и така додека да стигнеме до таму и така ги правиш ти парите кога возиш повеќе мили. Сакаше да возиш навечер или наутро? Повеќе возев навечер. Преферирав навечер да возам затоа што работата што ја работев во казиното ми беше ноќна. И ја веќе бев навикната за навечер и немав проблем, нема трафик, значи едини проблем беше навечер кога возиш да не ти испадне некој елк или срна, значи било што. Диви да не ти... коњи обично у Невада, тоа беше едини проблем навечер, што може тоа да ти излета. Друго нема проблем. Ти имаш излезено некој животно? Да, многу пати ми се десило и еднаш имав прилика да видам миграција на можеби 500 елкови во Вашингтон Стейт. Значи буквално го застанав камионот, го разбудив Алекс, тој спиеше и му викам стани да видиш што се дешава надвор. Имаше не знам 300-400 можеби елкови што си поминуваа на сред автопат од едната на другата страна. Огромни колку камионот, значи роговите на елкот беше колку шофершајмната на камионот. Значи зборуваме за елен, као некоја поголема врста на елен? Да, елк, големи, високи, машки, срни елкови, нешто. Да, елени, машки, елени, така. Ти помина тоа, ти излегувале животни во тие држави кај што возевте, да објасниме сега за гледачите во Македонија, западната страна на Америка има многу дива природа, има многу убави многу планини, реки, планини, кривини. Значи, тој е најстрашниот дел, уствари, во цела Америка, што
Многу од камионџиите не сака да го возат. Кога ќе кажат вест, никој не сака да иде таму, а јас со Алекс, како девојка тогаш, идевме без проблем. Сите се чудеа како идете, значи зашто идеш у Монтана, зашто идеш у Ајдахо. Таму е многу страшно, има многу кривини, многу зима, многу снег, многу подледици и тоа е проблем. Значи во Чикаго колку и да има зима, тука е софистицирано. Се чисти, се фрла сол по патиштата, не оставаат ништо. Таму тоа е Wild West. Значи таму нема, таму во Монтана е 700 милји, има 3 града. Секој град е на 200 милји. Кој ќе ти чисти? Падне снег и Пиле нема, останува. падна снег, остана тука, не те може камион да ти се расипи, готово. Готово, остана со хеликоптер треба се враќаш. А како се соочувавте со снегот? Што правевте кога ќе ви наврнеше? Си возиш по снегот и молиш Бога да биде све окей. Така, Тоа знаеш, само нема друго. знаеш да местиш ланци на... да. Знам да местам ланци, све На сме гумите? правили. Све. Све имавме еднаш ситуација што никогаш нема да ја заборавам. Зима голема, снег, не знам ако кажам 2 метра од прилика снег. И застануваме со Алекс од Ајдахо, треба да влеземе во Вашингтон. И застануваме кај што треба да ставаме ланци. Излега тој од неговата страна, излегам јас од мојата совозачка страна, отварам вратата, скокам, нели од камионот доле и пропаѓам во снег. Буквално до тука. И ме фати голема паника, пошто имаше многу снег и почнав да паничам, почнав да викам помош, Алекс, помош, тој дојде. Едва и дојде некако да ме земе. Ме влечеше за раци, буквално да ме извлече од снегот. Тоа беше многу снег, значи не имаше наврнато, али камионите што го чистеле тој дел, сето на патот нафрлано и ние кога застанавме, јас значи пропаднав во снегот, темно, ништо не се гледа, само ја и он на патот, ме фати голема паника. И? Дојде ми помогна, ме влечеше од снегот за да испаднам. Стававме ланци, наместивме и полека се искачивме на пасот за да може да поминеме. Така. Али беше многу голема паника ме фати. Тоа прв пат така да осетам јак стрес. Возевте суви товари да преведеме на македонски. Да, драйвен. Драйвен, трейлерот, односно приколицата за суви товари. Така, а што се возевте? Све. Се што... Храна, хартија, све. Играчки. Технологија, играчки, кабли, лименки, пиво, све што се вози, буквално секаков лоуд. Се што може да се да стави. Колонијал, све. Све што може да се стави во лодот, све. Сме имале тешки многу лодови, сме имале лесни лодови, али за зимно време се преферира тежок лод заради тоа што камионот е најстабилен. Ви се има случајно некоја интересна, сигурно мислам, не дека нема, случајка да речеме да одите да товарите, па товарот не е готов, па треба да чекате, да Обично Алекс откажат мене ме тура. праќа. Така? Обично мене Алекс ме праќа кога имаме таков проблем и јас сум таа што иде да го реше тоа. Проблемот се решава не знам како, somehow, одма. Чести ли ви се тие проблеми што сте ги имале? Има. Секогаш има, значи стигаш ти на време, си возел, си се убил од возење и на крај стигаш и некоја будала ти вика на пауза сум, не можам сега, нема место, нема ова, нема она и тука веќе настанува тензија. Ти си возел толку време, имаш друг лоуд, треба да го земиш, а некоја специјалка те праве на луд. Значи каман. Ајде истовари камионот, ама нема многу често проблеми заради тоа што кога ќе ме видеа како девојка, кога ќе испаднам и малку сите као окей, ајде да видиме што ќе направиме. Посебно кога бев бремена. Значи бев бремена, не знам, 8 можда месец, идеме и спијам внатре во камионот. И Алекс нешто имаше проблем со турата, неќе да го товарат, а тоа е турата веќе што треба да си идеме за дома, викенд тура, значи да си бегаме дома. И Алекс ме буди, вика, не сака овие да не товарат, не знам, нешто проблем имаше. Викам, како бре не сака, значи неќе седиме тука во Вашингтон Стејт, значи треба да си одиме дома. Излагам јас со стомакот напред, се симно, викам, што е проблемот? Кога ме видеа луѓето, oh my god, као, we gonna try to fix it, као, све ќе направиме, само немој да се нервираш, пошто ме гледат, си мислат ова тука ќе ни се породи. Крај готово. во компанија. И се реши проблемот, не товарија, си заминавме дома. Цела временост возеше? Скоро до 8 месец. До 8 месец? Да. Колку време вкупно возеше камион? Колку години? Не, 4-5 години. 4-5 години. Вау, тоа е многу период. Тоа е долг период.
Сигурно си се соочила и со нели проблеми со камионот, поправања, не знам, не работи тоа. Дали знаеш да смениш, да речеме, сјаличка, Да. осигурувачите на Све. немаш И на никаков кола, проблем? на све, немам никаков проблем. А, И гума да ми се дупне на пат можам. За камион или не можеш, пошто тоа е големо, тоа не е, ајде ќе дигнеме камионот, ќе смениме гумата, тоа не постои кај камион. Али кај кола, да, можам да си сменам сама гума. Значи се што се работи кога доаѓа до некаков си проблем на камионот кој што можеш да се поправи, ти можеш тоа да го направиш. Ако е нешто ситно, да. Да дотвориш, да речеме, средство за чистење, Да. да смениш Антифриз, можеби. да. Ако нешто, например, каблите ми се разлабавени, можам све што си најнормално да си функционирам. Немаш, значи ние немавме проблем со камионот. Често многу беа ситници, некои така гума да ти се дупне или нешто така, затоа што камионот беше brand new. Нов камион, Нов камион, проблем нема. Едини проблем е само тоа ако ти се дупне гума или да ти од зимно време да ти замрзнат кочници. Значи тоа е едини проблем што може да ти се деси. Ви се случи да ви замрзнат кочници? Се случи, ги влечевме гумите си из Кина и така се има, мисли има случајно, значи да ни замрзне камион во вожња. Значи замрзнува горивото внатре, пошто е минус 50. Мислам дека Норт Дакота и Минесота се најладните стейтови во Америка и стварно не е препорачливо да се возе кога има екстремни зими, затоа што може тоа да ти се деси. Значи во вожња замрзна нафтата на камионот. И што направивте? Остануваш тука на сред пат. И чекаш. И чекаш, не знаеш ништо чекаш, среќа имаш вебасто во камионот пушташ. Али нема ни товинг, тоа е минус 50. Никој не ни доаѓа да ти помогне. Доаѓа после 3 сати. Така. Мажите, да речеме, можеби кога имаат некаква си потреба да одат до ВЦ, тоа може да го направат на друг начин за разлика од нас жените. Еве малку поконкретно прашање, што правеше ти кога нели нормално сакаш да одиш до ВЦ, а не можеш, мора да возиш навечер? Како се соочуваш со тој проблем? Па си го планираш времето. Така, Планираш кога треба да идеш во ВЦ. Да не пијам сега вода, да не пријам. Не го застануваш, пошто има рестери, Америка е барем за тоа направена, имаш рестерија нонстоп на секои 30-40 мили, имаш рестерија без проблем. Значи застануваш, идеш у ВЦ, продолжуваш да возиш 10 минути работа без проблем. Без проблем. Јас секогаш си го планирав времето и за ВЦ и кога требаше секој ден си се тушираш, нели имаш убави тракстапови, убави тушеви. Значи сум идала со маска на лице, со маска на коса, пошто знам дека застануваме на тракстап да се туширам и идам, излагам цела со маска на лицето, ме гледат луѓето како што се деши? Кој е ова? Што прави овде? Со кесето на главата, пошто ставав кокосово улје на главата и така. Дали кога ќе се симнаш од камионот и сега да одиш нели на тракстоп да си избањаш, истушираш, јадеш, тој да правиш, 90% се мажи, те гледаат тебе жена. Имаше така осудувачки погледи? Ти приоѓаа мажи? Не, него луѓето као само ни викаат great job guys, многу често американци шофери што се стари возачи, подолго време што возеле од нас, ни викаат као браво со ова што го правите, кога ќе кажеме дека сме од Македонија, се диват на тоа дека колку сме ние уствари вредни, дека ние двајцата правиме жртва за подобар живот. Оти се знае дека во камион не е лесно. Не е лесно. Се си има своја жртва, све си има своја добивка, ништо не е лесно во животот. Секој може да каже, окей, да, што прави, само седиш и држиш воланот. Па дојди седи, држи го воланот, да видиш дали е лесно. Или за било кој, секој за секого мисля дека тој другиот што го работи е лесно. Али уствари не е така. Значи, мене не ми беше тешко, али имав моменти кога ме фаќа криза. Моментите кога со камион едини проблем што е, не можеш да планираш. Сакаш, например, се договараме, идеме, не знам, другарка ми прави свадба. Динер, усвари, rehearsal динер, треба да идам, јас све средено, значи, договорено треба да идам, ја останувам заглавена во Вашингтон, заради тоа што идам, ми одбиваат една тура, друга тура, се дешаваат 300 компликации, остануваме заглавени. Таму не можам да дојдам 2000 мили од другата страна. И нормално дека те фаќа криза заради тоа што не можеш да планираш. Идеш дома пред дома на 100 мили од дома ќе ти се дупне гума, цел ден ќе го загубиш. И пак нема да стигнеш. Само беше тоа проблем за мене. Другото не ми беше никаков проблем заради тоа што уживав, шетавме, не бев во камионот влезани и само да седам, да возам и ништо друго. Ние кога сакавме,
возиме на пример 2 недели, решиме да одмараме, одиме на Флорида, паркираме камионот, идеме на Флорида 3-4 дена, кулираме, се враќаме назад пак. Вегас, Калифорнија, секаден. Значи со план си го идеш, си уживаш, 2 недели возиш, 3-4 дена одмараш и сето тоа си беше така убаво направено. Цела Америка ја видовме, прошетавме, све. Каде ти се допадна најубаво? Каде? Најдобро Калифорнија, Да? Аризона, Вегас, да. Тоа ми е најубавиот дел. Каде во Калифорнија? Лос Анџелес. Лос Анџелес? Да. Мене па Лос Анџелес не ми остави убав печаток. Некако со тие бездомниците, со тоа валканото по улиците. Секаден го има тоа, али е Беверли Хилс. Тебе the ти се dream. да. Добро, значи тој дел од Тоа е Лос Америка, Анџелес. тоа е Да. сите на што ни ја представуваат Америка. Е уствари Беверли Хилс и сите ние и другите луѓе нели што се надвор од Америка, што не може да ја видат правата вистина, сите мислат дека тоа е Америка, само Беверли Хилс. А уствари не е така, реалноста е многу другачија. Многу е сурова овде реалноста и за оној кој што не работи, не сака да работи, не е лесно. Треба многу труд, многу работа, многу жртва. Не се успева така од денеска за утре и бум. Не можеш така едноставно. Треба многу да се работи, многу жртви да има, за да можеш некако да стигнеш до некоја цел. Заработувавте љубово, Тања? Многу. Така? Да, како тим, да. Али и треба да се штеди многу. Значи, мора да штедиш за да можеш да успееш. Иначе ако заработуваш и ако трошиш и повеќе од заработеното, ти си цело време на нула. Се ти е џабе. Џабе работиш кога Џабе работиш. немаш никаква цел. Се враќавте често во Чикаго? Мислам често. Да се враќавме кога не сакавме на пример да идеме во Калифорнија да останеме, рисето си го правевме во Чикаго неколку дена. Исто тоа е позитивна работа со камионот. Ти си свој газда, кога сакаш, тогаш ќе се вратиш, кажуваш на диспечерите, турата за дома си ја сакам, си идеш дома и тоа е тоа. Додека друга работа да работиш, не можеш тука така да кажеш, утре не идам на работа. Не може. А тука можеш да си кажеш дека сакаш дома, остануваш дома, никој не ти води евиденција, никој не те пита дали ќе седиш 2, 3, 5 дена колку сакаш толку. Сам свој газда. Да. Работата со камиони, кога го возиш камионот, знае да биде и многу така стресна и многу не баш фер. Зошто кажам ова? Затоа што може да се случи кражба, може да се случи да ти го отворат трейлерот, односно приколицата, и тука да дојде до кражба на товарот, да се случат разни така неубави ситуации кои што тебе конкретно ќе те доведат до нели одбиен товар, нема товар, тука доаѓа до полиција, до брокери, па каде товарот, па што се случува осигурување. Ви си има случено нешто во таков? Фала Богу, тоа калибар? ми се нема мене лично случено кога додека возевме. Едини проблем и стрес што го имав јас кога ќе заглавам во гужва и пошто камионот беше 13 брзини и многу знаеше да ми се случи да ми застане камионот, пошто не можам да го тргнам. Преголема гужва и јас оставам простор нели за 3-4 коли пред мене. Луѓево кога гледат просторот помеѓу камионот и колата, мислат дека е за нив оставен. Право, сите одат пред тебе и ти само кочиш и од многу гужва, од многу паника не можам да ја погодам брзината. И додека да ја погодам брзината, камионот ми се намалува, се до тој степен додека да застанам. И знаеш како е, те фаќа паника, почнувам да се потам, почнувам да паничам и морам од почеток. Значи да го почнам со прва, со втора, пошто тоа не е автоматик. Автоматик е дај газ, он иде. Ова не иде, значи колку и да даваш газ, ако ти е во прва, не иде, ако ти во втора не иде, значи мора да почне камионот да добие снага за да почне да вози. И јас во гужвата застаната не можам, почнувам многу голема паника да ме фаќа, пошто колите веќе позади мене почнуваат да ми свират, од лево од десно почнуваат пред мене да се нели да ми се пикаат во лента. И веќе се буниш, скрос, не знаеш од каде да почнеш. И само си викам, смири се, полека. Диши. Значи, диши, да, знаеш ти што треба да правиш. И почнувам, ајде, прва, па втора, и така додека да ги нагурам до 13. Стигнеш и пак почнува трафикот. Значи, само што си заучил да почнеш да возиш, пак има гужва. Пак застануваш, пак почнуваш. И така, многу губиш концентрација на тоа, затоа што постојано ти е мозокот, го слушаш моторот на камионот
и цело време треба да пратиш во која брзина, значи обратајте на мотор на камионот мораш да ги гледаш за да знаеш да ја погодиш брзината. И цело време ти си толку многу концентриран тогаш и си изморуваш. Од прејака концентрација, од прејако мислење, што да направиш да не испуштиш екзит, да се престроиш на време, да не удриш некој, да не закачиш некој. И тоа затоа што секогаш е кривицата на камионџијата. Ти си има случајно? Ти си има случајно сообраќајка? Ми се има случајно, да. Во Вашингтон Стейт ми се има случајно да направам jackknife. Jackknife тоа значи да камионот ти и приколицата заедно да ми се прекршат, да. Да ти се прекршат. И беше многу непријатна ситуација. Плачев, добив паничен напад, додека значи Алекс пиеше од позади и јас возев и имаше мраз што не го осетив, не го видов. Можеби возев со преголема брзина и само камионот, трейлерот почна веќе да иде, да ми бега камионот на другата страна. Го гледам трейлерот на ретровизорот тука и камионот и само така се прекршија и среќа, значи не isfрли од патот и застанавме така на шолдер, пропаднати така во една како ритка. Провалија? Не, да кажеме нива, така, вака се навали и камионот и трейлерот, се искрши камион, се искрши трейлер. Товарена? Да, бевме товарени и среќа некако се удривме, значи не ми дојде од десна страна трейлерот, него ми дојде од лево. И остана на трейлерот осовината окей, значи не се искрши. Дојде товинг, само малку не повлече и све беше уред со камионот, што може дупка во камионот, значи што беше искршено сета страна. Иначе све беше окей, значи камионот беше во состојба да се вози. И ние отидовме, го истоваривме лодот, товаривме и се вративме назад во Чикаго, за може да го поправиме, затоа што беше само како body damage. Немаше ништо оштетено да не биде у drivable condition. На моторот да речеш нешто така. Значи Господ беше со нас, не чуваше, останавме живи здрави и тоа е тоа. И ми беше после тоа многу страв. Нели, да возам, ама морав, се опуштив едноставно пак и секогаш веќе многу попредпазливо возев, значи повеќе гледав да ги перцепирам работите побавно. Па и кога немаше потреба да возам бавно, јас 4 жмикав си и возам бавно. Дали мислеше да се префрлиш на автоматски камион? Со оглед на ситуациите, тргни, застани, проблеми. Па немаше тогаш. Немаше баш толку многу. Не беше толку популарно да имаш автоматик чак. Значи ова е пред многу години. Сега се автоматик, сега нема мануал. Али тој камион што го имавме ние, значи еден од најдобрите беше, значи највише мили извози и најдобра вожња имаше камионот. Сега моментално имаме, нели, повеќе камиони, сите се автоматик и возев автоматик, значи имав прилика неколку лодови со Алекс да отидам со автоматик, исто како да возиш кола. Нели? Да. Тргни, састани, тоа е тоа. тоа. И убаво, лесно, изи е, супер. Нема потреба, малку стрес имаш, побрзо одат работите заради тоа што не треба толку многу да се фокусира. Значи само треба да гледаш напред, убаво дистанца да држиш, да не направиш белја, толку. А јас цело време планирам, значи кога треба да испадам на екзит, јас морам да планирам полека со брзините дауншифтинг, да правам за да можам убаво да застанам, да фатам екзитот. И тоа сето треба да се мисли, да се планира, да се концентрира. Леле. Ти се случува бременост. Ете, си возела бремена и тоа до 8 месец. Сакав. Сакаше? Сакав, да. Се чувствуваше комфортно со стомак 8 месец бремена да возиш? Не ти беше страв? Не ми беше страв, ми беше многу... Сакам да возам камион, значи тоа ми е желба. Дури ова што го зборувам, сигурно камионџиите мислат дека сум луда, пошто никој не сака, повеќето си ја мразат работата, ама за мене тоа беше фан. Да бев бремена и идеме со Алекс во Охајо, застануваме на плаза. Излегам јас од камионот, пошто возев, застанувам, паркирам, излегам и двајца едни американци, баба и дедо, излегат од плазата и лижат сладолед двајцата и жената вака ме гледа и вака го трга сладолед и вика, oh my god, све сум видела во животот, ама ова не сум го видела. До сега вика, where are you going? Мене вика, викам, еве, си возам, абе вика, иди дома, ќе се породиш, така не бе, викам, рано ми е уште, не ми може 1 месец имам. Вика, леле, не можам да си поверувам дека ова го гледам, што правиш?
Викам, нема гајле, сакам, окей сум. Немам гајле. Добро, сотрудничките проблеми во стилот на ти се повраќа, не ти се вози, Не, нели, беше во хормони. Тоа беше во почетокот. Јас трудно сум возела и мотор. Се качувам на мотор со толкав стомак. Абе, лудост. Младост, лудост. И се породи, така, дома беше веќе, не возеше камион, Да. се тргна, си остана дома. Животот се смени Така, тогаш. животот се смени, стана мајка. Да. Нели ќе речат во Америка нели имаат 2-3 месеци породилно и потоа толку. Готово, се враќаш назад. Но ти не се врати назад да возиш камион? Нема толку заради тоа што веќе друго е. Значи не е ова работа да идеш да работиш од 7 до 5, значи јас треба да испаднам и да ме нема 5 дена. Кое дете би било без мајката 5, 6, 7 дена, 2 недели, значи не знаевме дека до тука е кариерата, толку беше што беше. Убаво беше. Убаво беше. Забавно. И толку и од тогаш, значи од кога веќе го добив првата ќерка, животот се смени веќе од Тања со мотори, коли, камиони, джип, нема веќе спортска кола. Джип со играчки внатре. Джип со играчки, со карси. Така. Но, ми спомна и мотор. Сакаш да возиш мотор, се уште сакаш. Уште сакам. Моторот ти е она првата љубов, па камионите може би се втората љубов. Точно. Каков камион, каков мотор возиш? Honda CBR 6. Во превод? За мене ништо не значи тоа. 600 не кубика. сакам мотори, така. Голем мотор, значи голем мотор од 600 кубика. Преубав, го сакав многу и само за него буквално живеев. Тоа беше мојот живот, да возам мотор со друштво, екипа од Чикаго, идеш, возиш низ градот. Тоа беше the time of my life. Каков мотор? Што боја беше моторот? Црвен со црно. Така, значи тоа да одговара, нели? Женски мотора сепак така адреналин. Но и сопругот и Александар мојот сака да сопруг, вози. Да, тој вози исто мотор, тој имаше једарка Honda, јас имав 600-ка, имавме друштво наши усвари македонци, што возевме сите заедно во група, со американци, со све, значи голема група, што се собиравме нон-стоп во Шамбург, кај Вудвил мол. Тоа се знаеше, значи во 5 сатот every day, тука има моторџи собрани, само идеш тамо и се организира рутата кај да се вози, по цел ден, по цел ноќ сме се возеле. Ама немаш обавеза. Обавеза ти е да идеш на работа, да се вратиш и моторот да го фатиш. А од кога станав мајка, немаше никако време за моторот. Значи го чував можеби година-две, после тоа, али само го чував, само во гражата да го видам и толку беше. Колку те сакам. Да, идеш го галиш, те сакам и толку, нема време. Ти си full time мајка. Кога? Кое време од денот јас да го одвојам, за да идам да се возам со моторот? Не постоеше такво време. За мене. За тој период буткаш количка и возиш бебе внатре. Буквално. И навечер, јас мислев као нема да го продадам моторот, додека бебето ми спие навечер, или мајка ми е тука, ќе го пази, јас идам да возам. Па ја пред бебето заспивав. Ти изморена цел ден, цел ноќ се будиш. Имаш бебе мало. Кој дел од денот да го фатам за да возам мотор? Немаше шанси. Го чував една година, на втората година, само на Алекс му викам, ние веќе мора да ги продаваме моторите, заради тоа што плаќаш иншуренс, а не го возиш. Трошок имаш, не го возиш, му паѓа валију на моторот, секоја година или како ти старе годината, за поевтино може да го продадиш, а не го возиш. Вредноста паѓа, не го користиш. Ќе дојде време кога ќе дојде време, се чекам да пораснат децата, па сите по еден мотор да си купиме. Така. Да возиме. Ја спомена мајка ти, значи мајка ти е овде, и брат ти е овде. Цела фамилија. Цела фамилија, освен твојот татко, кој Нажалост. што почина нажалост кога ти беше што току дојде на овде. Да, тоа беше најтешкиот момент во мојот живот. Значи татко ми почина многу млад, ненадејно, и јас бев тука во Америка, и што беше најголемата трагедија, не можев да се вратам дома. Која година беше тоа? 2009. И не можев да се вратам дома, и тука беше мојата одлука, каде што требаше да ја направам, дали да си одам дома, дали да останам. Значи, имав многу тешка одлука што требаше да ја направам. Имав многу прави пријатели, другарки, тогаш во мојот момент ме разубедија да останам, заради тоа што исто и мајка ми ме поддржаваше, брат ми, значи сите тоа е хаос ситуација.
не посакувам на никој да му се деси, ми кажа што е правата истина, дека и да се вратам, и да не се вратам, јас нема ништо да сменам. И тоа е стварно така. И да се вратев, што ќе сменев ништо. А што току ми почна убавото во животот. Значи, баш после таа 3-та година во Америка се пронајдов, почнав да живеам, почнав да заработувам и ми се деси ова, ми го скрати животот, буквално. Али одлуката беше да останам и фала му на Господ дека го одлучив тогаш тоа, во тој момент, во тој лош момент, што денеска сум, тоа што сум, значи... Од што почина? Строк. Срцев удар? Не, излив на мозок, да. Не надено. Значи, од нигде без никаква најава. Да, од нигде некаде. Беше блиска со твоите родители? Ете, со татко ти? Да. Керката на тато? Да. Не дека мајка и керка нема конекција, но сепак зборуваме за некоја поинаква љубов. Се случило тоа што се случило, тоа те направило очигледно појака и посилна и повеќе ништо не може да те скрши. Па тогаш ми се сруши цел свет, така да тоа е. Знаеш како некако животот овде во Америка, се соочуваме сите со некакви предизвици. Јас сум имала проблеми, ти си имала проблеми. Тоа кога ќе ти дојде на твој грб, те рамне со земја, но потоа се издигнуваш на тоа и си многу посилна, похрабра, појака. Некако се соочуваш со животот, вака му доаѓаш очи во очи и му викаш, ајде сега, да живееме. Сите што сме тука во Америка, сите знаеме како е да си сам. Мислам, тие што се дојдени сами. Да. Знаеш низ кој пат треба да поминеш за да стигнеш до целта. И патот до целта е многу тежок. Треба да си многу упорен и треба да си исто многу вреден. Многу треба да работиш. Многу луѓе дојдоа, лично познавам неколку луѓе што дојдоа, што се вратија. Овде има многу се работи. Па да, многу се работи. Нема тука како дома, цел ден седи, спи, мамо дај да јадам, тато дај да јадам. Идиш, испаѓаш кафе, пиеш, се враќаш, пак пиеш кафе и цел ден само кафиња пиеш, ништо друго. Тука нема така. Тука се работи. Ако сакаш да успеш. Така. Се случува тоа, нели, животната приказна со твојот татко, ја носиш мајка ти овде, доаѓа и брат ти, фамилијата си ја носиш Сите овде, тука, да. Неготинчани, така, Да. од Неготино, доаѓате овде, си градите свој живот, своја фамилија, се раѓа првата керка, се раѓа синчето. Па брат ми се жени, па си ја донесе жената, мојата снашка, па си имаат и они дете и така веќе сме буквално сите тука. Така фамилијата доаѓа овде. Тања, што ти недостига од Македонија, од фамилијата твоја? Ти недостига одредено некоја личност која што би сакала да ти е овде? Македонија ќе биде секогаш во моето срце. Верувам на сите нас. Значи, ти никогаш не можеш да заборавиш од каде си. Твоите корени секогаш ќе бидат со тебе и ти ги носиш со тебе. Моите деца зборуваат македонски. Значи, пеат македонски песни. Сакам да им покажам од каде сум и ја сакаат многу Македонија. Кога си идеме, многу ја сакаат Македонија, уживаат, срекни се, али до известно време и после тоа веќе сакаат да си дојдат дома. И кога си дојдат дома се многу срекни, заради тоа што ова за нив е дома. Ми недостига фамилијата сета останата, значи брат ми, мајка ми да се тука, али ти имаш и други фамилии, пријатели, роднини, комшии, Тетки, братучеди. Све ти е доле. Све ти е доле. Значи, едноставно ти недостига домата, мирисот на дома. Али тоа е и да се вратиш дома со системот моментално во Македонија што го има, не знам дали ние како од тука толку години живееш во ваков систем да се вратиш, не знам дали би можеле да профункционираме. Не знам дали би можела да останам таму да живеам. Значи, не дека не е убаво, не дека сме бедни или жедни или нема, не знам, храна или гардероба или не, него едноставно тој систем на крадачи, на корупција, на луѓе што се на функција што го злоупотребуваат сето тоа, а народот пати додека они уживаат тоа се 10%. И ти и да идеш, сите ние може да се вратиме и да направиме поубава Македонија, зашто сите ние сме створиле тука нешто. Да. Имаме, ти можеш све што имаш тука да дадеш, да продадеш, да се вратиш со пари, да направиш бизнис и да почнеш, нели, да вработиш 100 души за тебе да работат, 100 фамилии да се хранат од тебе, али тебе државата тоа нема да ти го даде.
Заради тоа што ќе почнат одма да ти идат, одма пари да се бара, одма треба да се платат 25 души од околу и за тебе што ќе остане? Ништо. Сметам дека неправдата, тоа што се случува кога си обесправен во сопствената држава е она што можеби не држи овде. Нели? Јас мислам, тоа е некое мое мислење, нели не сум ни политичар, не навлагам во политика, али според мене мислам дека треба да дојде некој како Путин, да ги среде сите тие луѓе што се крадачи, алапачи, не знам веќе како да ги наречам, да им скрате све, да им земе све што зеле од државата и да почне да се инвестира во болници, во здравството, во школите, во факултетите, во спортот, во градинките, во плейграунд. Тогаш тоа сето кога ќе се нареде, мислам дека сите ќе се вратат од странството, од било каде на светот, мислам дека сите ќе се вратат да живеат во Македонија, затоа што ти имаш болница, имаш здравство, имаш школа, имаш факултет и ред други работи. Тебе не треба Америка за Тебе не треба Америка за да имаш Америка ќе ти биде доле. Да, кога може а ти да немаш доктор, што е жално, и како ќе идеш? Да се разбереш, да чекаш што една година за операција, па за една година ќе умреш. Мора одма. Па да. Тоа е проблем. А не дека нашата земја не е убава, нашата земја е најубава. Најубаво место е Македонија. Значи, имаш море на сат време од тебе. Имаш планина. Имаш Езера убава имаме. зима, имаш убаво лето. Не е толку тешко, немаш никакви урагани, немаш никакви торнада, немаш ништо од сето тоа. Затоа ја викаат бисер балкански. Да, и ти сето тоа, наместо да го искористиш, ние си ја потонуваме сами земјата. Ја потонуваш. Нема да се оправи. Како ќе се оправи? Не може едноставно. Проблемот треба од корен да се сече. Да, и според мене, значи толку години живеам во Америка, Америка е најдобрата земја за живење. Значи, колку и да е сега моментално лоша ситуацијата, знаеме, секаде на лошо. Светска криза е, не е само во Америка, али Америка е империја. Значи, никаде другаде не би можела да живеам освен тука или да би се вратила дома. Каде се си прошетала? Каде си шетала освен да речеме Америка? Каде така? Доста, додека бевме млади, Уште си шетавме млада. многу. Уште си млада. Добро, без обавези. Така, без Значи, кога дет. беше без обавези? Да. Да. Мексико, Џамајка, цела Америка, Канада, секаден по островите, Доменика. Пак би останала овде. Да, пак би останала. Не би се променила да живееш на друго место. Не, само тука е најдобро, тука е империјата. Америка. Америка, да. Си одите секој лето? Секој лето. Сакаш и да ги носиш и твоите деца, сопругот е од Скопје, скопјанец, Да. така што сте и во Неготино, и во Скопје, Скопје. времето и вамо и таму. Како децата се прилагодуваат на тоа? Затоа што живееле тука, нели, 7-8 месеци, сега ти ги носиш 3-4, не се 3-4, ама 3 месеци ги носиш Уживаат Македонија. во Македонија. Уживаат и ја сакат Македонија и знаат дека нивните родители се од Македонија и јас сум многу среќна и се надевам дека тоа така ќе остане заради тоа што кога ќе стигнат некои си тинејдж години, од повеќе луѓе ми имаат кажано као тоа ќе биде као до тука, можеби нели као нема да сакат и да повеќе за Македонија пошто тука ќе им се развие друштвото, што можеби да држи вода, али јас што е до мене би ги носела нонстоп во Македонија, се додека нели не почнат многу да плачат и да не сакат да одат, па да не ги форсирам. Многу сакам да си бидат македонци, да си го имат тоа македонското, затоа што сме ние топли луѓе. Ние сме топол народ. Ти си ја сакаш фамилијата, си ги сакаш пријателите, си го сакаш друштвото, околината, уживаш, едноставно знаеш да сакаш. Додека сите знаеме како е. Не само во Америка, секаден во Западот. Секаден. Тоа се ладни луѓе. Фамилиите многу не се самараат, синот, керката, едни отиде да живее во Њујорк, другиот во Калифорнија, мајката, таткото во Флорида, сите се на различни страни. Кога иде Крисмас се собираат еден ручек, толку. Значи, тоа не го сакам. А мислам дека додека се децата мали, треба да им се укаже таа љубов, таа топлина да ја осетат за да можат кога ќе пораснат да ги влече за дома. Мислам дека тоа е правиот начин. Еве, ќе тргнеме од себе, еве, јас самата од себе, моите пријатели се македонци. Да не речам 95% се македонци. Наши луѓе затоа што те влече, едноставно таму припаѓам.
Јас се наоѓам со македонците да ми се пријатели, да ми е друштвото македонци, никако со американците малку потешко. не сме Друштвото исти. се лимитира, знаеш како викат од 20 до 30 се еден живот, едно друштво, од 30 до 40 и така надалje. Кога дојдов, имав друштво, да, американци ми беше многу фан, затоа што бевме сите на иста возраст и тоа е нешто ново за тебе. Значи ти цел живот си бил, ајде, во Македонија, знаеш едно нешто, идеш тука и запознаваш друг свет. Значи во Америка ние сите живееме така, од цел свет се луѓето во Америка. И ти почнуваш да запознаваш други култури, други луѓе, тоа е толку многу фан за тебе и толку многу го ужива сето тоа што не ти ништо друго не гледаш освен дека луѓето ти се сите пријатели. После 30 ти почнуваш да ги селектираш луѓето, значи од кругот од 20-30 друштво доаѓаат на 10. После тоа доаѓаат на 5. И така тоа оди и сега, да, значи имам моите другарки што ми се од day one, кога сум дојдена, кога ги запознав во Америка. Уште се дружам со нив, уште ги сакам, значи тоа е друштво timeless, тоа е фамилија, тоа не може да се забораи или Така. отстрани. И умеѓу времено веќе стапуваш и со ново друштво поради децата, луѓе што имаат гледаш да си се дружиш со луѓе што се исто како тебе, блиску, што имаат деца на твоја возраст за да може некако и децата да си се вклопат, а и ти имаш што мобе да правиш. Така. Едноставно така водите те тераат во тие години, пошто сега, например, ја што би се дружела со некоја 25 годишна девојка од Америка или од Мексико? Што би имале заедничко? Она излага по клабинг, а јас седам дома и имам деца и клаб за мене е Семс клаб. Да, нема клуб за тебе. Семс клаб. Значи, тоа и ти се дружиме со мајки, татковци, пријатели, комши, сите што се на тие деца за да може деца да си играат, а не меѓувремено си седиш, си правиш барбекю, си правиш муабети. Се дружиме. Се нормално. дружиме, точно. Споделуваш идеи. Се дружам со балканци. Значи имам срби, другарки од Бугарија, од Македонија, секаде на Балканот, али пак се наши, тоа се наши. Така, балканско друштво имаш. Балканско друштво, да. Неодамна го прослави твојот 40-ти роден ден. Да. Да. Затоа ти реков, Тања, не си стара, туку само си созреана со деца, мајка, ништо страшно. Ништо страшно. Да. Но некако таа 40-ката многу трагично ја прифати, како што мислам. Не ми одговара. Не ми одговара на имиџ од 40. Не личиш. Зашто не личам. Не личиш. Застаната сум некаде на мои 25 заради тоа што желбата за спортска кола, за мотор, за трки не ми е замината. И затоа јас кога ќе кажам 40, па како може сум 40? Не може, значи вајде на 40 треба да сакаш нешто друго, зашто ја уште сакам мотори. Освен што сакаш мотори, имаш хоби и стрелање, односно сакаш да пукаш со пиштол? Да. Раскажи ми за таа пасија, затоа што не изгледаш на жена што пука пиштол како хоби. Да, имам лиценца, значи легално си имам лиценца за пиштол, имам Glock 19-ка. Добро. Дома си го чуваш? Дома си го чувам. И тоа ми е хоби. Одиш значи, на со брат стрелање? ми, да, со брат ми идеме на пукање еднаш во недела, обавезно, тоа е стреслилив. Тоа е многу добро, значи и треба, мислам дека треба секој да има оружје да се земе. Посебно тука ти го дават во Америка со clean background да го земиш. Мислам дека е добро заради тоа што не знаеш што све може да те снајде, така да боја да го имаш и да ти не треба, него ли да ти треба да го немаш. Али тоа ми е хоби. Значи хоби ми е, имам. А кажи ми, каде одите на стрелање? Како стрелаш? Имаме membership во shooting range во Naperville. Добро. И кога сакаш идеш unlimited. Значи имаш членарина? Да, членарина во shooting range. Не знам како се вика. Место каде што Место се каде што пука? се пука, да. Добро. Место каде што се пука и е многу фан. Идат многу луѓе и така се запознава со многу луѓе уствари што се љубители на пушки, пиштоли. И таму си И стрелаш секој- со твое оружје и твој Да, си куршуми? стрелам со мое, значи имам мое оружје, брат ми има исто многу, повеќе од мене, Добро. а исто можеш и да си ренташ ако сакаш, да си изнајмиш. Скап спорт ли е тоа? Све е скапо. Така, Секогаш кога сакаш да влезеш во некој спорт, секогаш е скапо. колку Значи- пари е, например, тој пиштол тука? Кој што... Пиштолот е околу $1000, али многу се скапи куршумите после тоа. А ти идеш и пукаш, не знам, 100-200 куршуми на едно пукање.
Колку пари се куршуми да се купат? Околу $100 се куршумите на пакетче. Но пакетче? Да, едно пакетче 200 куршуми има. Но ти ги некако пукаш за $100. А ги сат за време. сат, да. Ете толку кошта спортот. Така. Секој спорт е скап. Секогаш кога сакаш да влезеш во нешто, знаеш дека треба да се плати. А за брзите коли, какви коли си возела брзи? Затоа што сакаш и таков адреналин за брзи возев коли. вака. Значи имав Eclipse, Mitsubishi Eclipse, таков со 2 врати, црн. Беше мењач. Добро. Го возев, значи, после тоа имав Mercedes C класа, Honda Civic, Honda Prelude, like all of those small, значи мали коли брзи динамитни со такви. со 2 врати. И кога возиш така да легнеш во кола па да возиш. Тоа беше тогаш. Колку ти е најбрзо што си качила брзина? Не, значи најбрзо што сум возела е со мотор. Значи имам возено 250 километри на сат. А со кола не. Со кола не. Ти има ли сопрено полиција со моторот? Да, ме има сопрено и ме има пуштено. Зошто? They like me. Ка добра, убава си. Ајде, ќе те пуштиме Па овој да, пат. имав све документација. Значи и полицајот ми вика и застана, кога те сопре па викам да. Вика па никој не ми застанува со мотор, па ја застанав. Ме пушти без обично моторџиите не застануваат, возат, али и кога бегаш од полиција можеш најголема грешка да направиш тука што ќе те кошта живот. Па боја нека ми даде тикет и што god да биде, што може да ми направи освен да ми даде тикет што треба да го платам, што моторот не може да ми го земе, дужата не може да ми ја земе, значи ќе ми даде тикет што ќе треба да го платам, ќе ми удри по джебот. Или Тоа може вака да ми го те направи. пушти? Да, боље тоа или да го загубам животот, пошто ти веќе си у паника. Да. И се десило така, значи многу често се десило у Чикаго, кога моторите возат брзо, ствари има закон тука, кога возиш многу брзо, полиција не те застанува. Затоа што знае дека ќе се утепаш. И не те застанува полиција, него едноставно идеш. Ако те фатат next time, За- пеј за двата пати. Зборуваме за моторите. За моторите, да. Така. За кола не, или ќе те брка Одма до тука, крај. да. Ќе те брка до крај, ама за мотор не, пошто знае дека не може да те фати. Ти си мотор. Значи ти идеш помеѓу коли, нема шанси да те Нема фати, му како. бегаш, нема како. И он те остава. Али се прават и грешки и бели, затоа што бегаш, ти си во паника, те брка полиција и можеш да се удриш и на лице место да загиниш. Точно. Така да боле да си платам тикет, отколку да загинам. И застанав, значи ме бркаше полиција, гледам дека е за мене, се паркирам, застанувам, документи му давам све, вика возиш брзо, па викам па да со мотор сум. Како да возам? Тој се смеам и ја. Ме прашуваше околу моторот. Работи, ајде вика иди и полека да возиш, викам важи. Со мотор како да не го купив јас да возам полека? Точно. А што опрема носеше? Кацига? Да, све. Значи, комплетна опрема. Исто, значи тоа е исто скап спорт. Опремата кошта колку еден мотор. Колку кошта моторот? Моторот го купив околу $7,000. Добро. Тогаш, значи многу одамна, сега не знам какви се цените. Го купив од дечко Пољак, нов, со 2000 мили можеби имаше поминато. И после тоа опремата ме кошташе колку пола пари од моторот. Значи една кацига Арај $750-800 ти една кацига. Јакната ти е $500-600, панталоните ти се $500-600, чизмите се $500-600. Обични на раквици за моторот се $150. А треба да имаш летни, зимни. Палто, летно, зимно. Ја продаде и таа опрема или Све. таа си седи? Само кацигата ми седи. Само кацигата. Да. Со надеж дека кога имам кацига ќе си купам пак мотор. Така, имам видена слика од тебе. Ти си на мотор, сопругот е на мотор и децата се качени на мало моторче. Сликани сте сите. Значи, Да. тука фамилиарно тоа да се задржи Традицијата. с традицијата. Верувам може следна слика камион ти, камион сопруга, децата во камион. Машкото мое се гледа дека ќе биде како мајка му, татко му исто. И има желба за возење, значи кога гледам оние 5 години, значи начинот на кој вози има електрична кола, електричен мотор, тротинет, точок. Значи се гледа дете што има вродено да биде талент. И викам, што ќе бидеш кога ќе порасниш? И ми вика, ќе бидам race car driver, значи шофер на брзи коли, сака да се трка. Wow. На Формула 1, дете од 5 години. Значи, има шанси, зашто да не? И начинот на кој вози, го гледам дека детето е родено за да вози. Викам, леле, само да не сака такви мотори, пошто знаеш, секој родител се брине за тоа. Знаеш дека моторот е
стварно една нога ти е во гроб. Меч со две Не, острици. Точно. Све ти е така. И кола да ти е. Ти возиш, друг ќе те удри, и камион, и све што возиш, секогаш има друг што може да ти направи белјата. Али со моторот е најлесно. Со моторот едно паѓање е фатално. Точно. И знаеш, многу можеш да си внимателен. Со мотори, од секогаш сум ги сакала, и кога почнав да возам мотор, пак бев некоја си возраст од 23-4 години, каде што стварно размислуваш право, стрейт. Значи не дете од 14-15 години кај што гледа само брзина и праве белја, значи размислуваш колку и да возиш, ти пак одиш на по сейф варијанта. Значи не е исто кога си на 16 и не е исто кога си на 25. Ги засека моторите уште во Македонија, во Неготино живот. беше. Цел Да, живот. секогаш Цел од мала живот. сакаш мотори? Тоа беше желбата кога ќе дојдем во Америка да си купам мотор. И си го купив. И си купи? И си го имав многу години и си го сакав многу. Научи овде да возиш мотор? Да. Или знаеш од Македонија? Не, научив овде да возам мотор. Јас возев ама скутери дома. Значи пак знаев, ама не брзински мотор тука. Брзо научи да Да. го возиш, Да. така? Одма, тоа е за мене, Тоа е тоа, дај тука да возиме. Точно. Правевте, знаевте да направите, например, не знам, сега отидете до Охајо со моторите, да, Да, со идевме- преспивање. Значи беше MotoGP, беше Мгм. стално тука во Индијана, на мотор спидвејот во Индијанаполис. Секоја година со моторот од Чикаго за Индијана идеш, гледаш MotoGP-то, го гледаш сите познати, нели, идоли што ни биле, и се враќаш назад. И на жалост го укинува MotoGP-то во Индијана, го преместија некаден во Тексас, мислам. Тексас е Да, тоа. во Тексас, значи нема веќе во Индијана, а многу е убава стазата. Во Индијана и блиско ни беше, сега во Тексас е тумач да се иде. Тумач. Малку е Имав подалеку. многу желба да идам на Dragon Tail и некако не успев. Тоа е исто next time probably кога ќе купам мотор, првото нешто што ќе го направам ќе идам на Dragon Tail. Што е тоа? Драгон. Тоа е во Каролина, пат за моторџи каде што е како опаш на драгон, Мгм. значи сете со кривини и Мгм. само моторџиите го обожаваат да го возат тоа. Познато, многу е познато. Толку познато што моторџиите го знаат. Да, сите го знаат. Но така ние обичните смртници не го знаеме. Немаме желба за адреналин, нема, мислам, имаме малку поразлично, не е тоа ниво кое што вие влюбениците ќе ве кажам на мотори и брзински коли го сакате и го имате. Тоа е некоја посебна хемија, Љубов, тоа е љубов. Ја и до ден денеска кога ќе видам мотор, јас се дивам. Значи го гледаш и само срцето ти трепери како нели другите луѓе возат, а зашто јас го немам? Мислам, ајде ќе купам, нека стои дома. Знам дека кога ќе го купам, дека нема да најдам пак време да го возам. Значи Ја. едини начин да најдам време кога ќе пораснат децата, кога ќе почнат да идат на коледж, е кога ќе имам на 50 години, е тогаш. И јас кога ќе видам мотор, си викам леле не да е Боже овој Господ да го чува. Така што не знам, ете, навистина е посебна љубов и хемија. Гледаш ли моторџески трки по телевизија, сакаш? Сакам, да, сакам. Ги Гледам, пратиш? сум идела тука во Чикаго на диви трки на секакви. Тоа беше the time of my life. Од каде оваа хемија? Од мама страна или од тато страна? Од нигде, Но, од никаде, само од себе. Ни мајка ми сака мотори, ни татко ми сака мотори. Значи, тони си се нормални луѓе, нормално, нормално, Така. да. Без никакви такви Амбиции, Они се желби. чудат како јас сум така. ма ете среќа си најде животен партнер кој што исто така сака Да, адреналин да. мотори и приказната продолжува. Па тоа така иде. Знаеш, вика, пази што посакува затоа што можеби ќе ти се исполни. И еве го. И еве го. Тука е. Да. И од кога остана дома, нели, со деца и се, продолжуваш со улогата на мајка. Продолжуваш, нели, тука таму нешто работа, но не влегуваш повторно во камионите. Не, во камионите не влегувам, али сепак останува традицијата, бизнисот се продолжува. Нормално. Да, значи, ете, фала му на Господ, бизнисот ни успеа, значи, сега имаме повеќе камиони, компанија, работиме и работата продолжува. Ти се случило да одиш да растовариш некој товар затоа што Да, ми се случило. Значи, кога треба да се помогне, секогаш сум тука. знаеш да Да излезеш во скокнам. пресред. Да скокнам, да помогнам, да завршам работа. Да, али сега е и друго, заради тоа што бизнисот е твој, ја правиш жртвата исто. За себе, за бизнисот, за сите, за фамилијата. Све ќе направам, значи, секогаш кога треба да помогнам, посебно кога е у питање фамилија, бизнис,
секогаш може да се смета на мене. Искусна си од страната на шоферлокот, од страната позади воланот, и сега кога ти доаѓаат нови шофери, за кои што треба да им дадеш, нели, товар, треба да ги насочиш. Мислам дека многу ти е лесно да го направиш тоа, затоа што си била дел од тие патишта. Да. И знаеш да им помогнеш каде да застанат, каде има плаза, каде може да спијат. Затоа што сум била таму и многу често, на пример, моите диспечери кога бараат некоја тура, секогаш се консултираат со мене заради тоа што точно знам дали тоа ќе биде добра тура или не е добра тура, заради тоа што го знам патот таму кај што треба да го одат и не е се така само види на Google Map, да, земи и оди. Значи не е тоа така, посебно во Атланта, Џорџија, значи тоа е најлошата точка град, како да кажам, во Америка за мене. Зошто? Заради тоа што најголемите гужви се ствараат околу Атланта и гужвите може да траат со сати, 3 сати, 4 сати. А па ако се деси и сообраќајка, готово остана тука. Го загуби цел ден. Загуби денот, загуби да. логбукот, сатите за возење, отиде. Све. Значи Атланта е една од мислам дека сите камионџи би се согласиле со мене. Значи најлошиот град каде што можеш да бидеш е Атланта. Можеш да препознаеш добар шофер и лош шофер? Да, па има шофери што не може да извозат николку ја што можам да извозам за една смена. Значи има шофер од 400 мили кука. Го боли ова, го боли она, а јас сум возела 700. Без да застанам со пол сат пауза и у тој пола сат ставам гориво, јадам и идам у веце. Така. Знаеш друга жена што вози камион како тебе? Не. Не? И јас не знам. Не, уствари да, знам. Знам една бугарка жена, она беше жена, можда јас бев 25, а она може да биде мајка, не знам, 50 жена. Значи, така, беше жената бугарка, да. Постара со поголеми деца. Имав прилика неа да ја запознавам, многу кул. Исто кул, убава таква жена си возеше камион. Ви доаѓаат, ти доаѓаат жени да аплицираат? Не уште? Не уште. Пак ќе речам, 10% жени шофери на камиони во Америка е многу мал процент. Ова е бизнис на мажите, светот на мажите е ова, во кој што ти многу успешно пловиш. Имаше прилика, ова е многу интересна прилика. Возевме со Алекс тимска тура и од еден брокер, не знам, со години, например 2-3 години ја возиме турата, имавме прилика се среќаваме со брокер, значи тој не знае. Све е само телефонски. На телефон се слушаме, да, значи ние сме пријатели, али телефонски пријатели. Све и имаме прилика да се сретнеме на прослава. Идеме ја и Алекс нормално. Алекс дотеран во одело, јас во фустан, со коса, со шминка, све. И идеме и сега да се запознаеме со брокерот и ни викат ова се Тања и Алекс. Човекот заглава вика вика не, ова не е можно, вика вие мене ме лажите, нема шанси да се ова Тања и Алекс. Како не сме, ние сме Тања и Алекс. Нема шанси, не можеме да го убедиме пола сат. Викам, добро, зашто? Вика, you guys are too beautiful. Не може, јас не ве замислувам така, да ме сме ние многу убави. Како вика може да бидете вие да возите камиони, јас се замислувам така малку како сите останати, знаеш, ајде да не кажам. Како подебели, понесредени, вика, вие двајцата па ви сте како Барби и Кен, вика, како може вие да возите камиони, па така можеме. Затоа што јас и во камионот и Алекс исто ние се одржававме. Значи, се знае со режим на исхрана. Режим на исхрана, значи салати, месо, јас возам камион со маската на лицето, ноктите направени, лакирани, возам, значи тоа исто како да сум била дома, само што бев во камионот. Можеше да готвиш, да правиш салати? Да, све, салати, обавезно секој ден само салата, кога сме гладни салата, варени јајца од дома, значи јас еден ден кога идевме дома, еден ден јас го поминував само во готвење и пакување на храна. И пакуваш храна, све порции доволно за еден оброк, средено све во кесички и во флиждер наредено све и ти имаш храна за 7-8 дена. Кога ја јадиш храната, застануваме на Walmart и оттаму купуваме салати, готов чикен, све и продолжуваш да јадиш. Здраво здраво да се храниш, затоа што ти возиш камион, не се движиш и ако земиш малку повеќе од тоа што ти треба да јадеш, готово. А кога стана трудна? Се промени нешто во начинот на исхрана во камион? Да, се промени и 20 кила повеќе. Дојдоа малку така и сладките работи на менито? Па нема тогаш, ти си се ставаш као, да, сега сум јас бремена, као, it's okay, ништо не, кога ќе се порадам ќе ослабнам. Ама нешто не беше така, ути кога се порадив година дена се мачев за да ослабнам, затоа што качев 20 килограми, пошто јадев, стварно јадев. И од кога се порадив, колку може едно бебенце 5 кила?
А уште 20, каде се? Не, кај се? Леле, беше многу тешко и здрава храна, джим, трчање, вежбање. Не се ослабнува така, можда година дена ми требаше за да се вратам пак во нормала со многу ефорт. Каков стил на облекување негуваше додека возеше камион? Каква мода преферираше во камионот? Па да, си бев дотерана во камионот, значи со фармерки, со блуска, хеланки, дотерана Патики. обавезно, да, патики, све. Излагам, значи, од камион, луѓето ме гледат, се вртат, не веруват, значи, со фармерки, карирана кошулка, патичиња, излагаш. Најнормално. Средена, да, косата средена, ноктите средени, све како треба. Не значи ако сум во камион дека не треба да се туширам или коса да не си средам или нокти да не си направам. Зашто? Има време за све. Посебно кога си тим, стварно има време. Сме застанувале секаде, значи имаме време, знам, значи 2 сата имаме време пошто сме тим, стигаме побрзо. Немаше мол во Америка, плаза кај што не сме застанувале. Значи само го гледаме знакот као плазата, молот е тука директно, односно камионот, како водиш директно се фаќа екзит. Се застанува, Алекс иде си пие кафе во Старбакс, јас во првата плаза идам, правам нокти или правам фризура, ако ми беше време или за шишење, за фарбање и си продолжуваме. Се Јас најнормално. секој втор ден бев со маска на лице, секој втор си возам со маската на лицето така и си возам камионџите ме бури дека ми дигат рака, се смеа тоа, идам после застанувам на пример на траксап или на рестерија, си го мијам лицето, си ставам крем, малку шминка, продолжувам. Можам да кажам дека очигледно не ти сметало тоа што не си повеќе во делот на козметичарскиот дел, да речеме, да негуваш други жени, да се грижиш за нивниот изглед. Себе, да, се негувам себе. Многу ја сакам козметиката, шминки, посебно дома имам цела Сефора. Многу. Значи сакам да се шминкам, сакам и другите да ги нашминкам. Убаво ми е, али само за себе. Значи не гледам профит од тоа. Значи профитот, заработувачката, живеачката ја најдов ме во камионите, значи тоа е бизнисот и сега се фокусираме само на тоа. И сега нема да менјам, сега ќе бидам козметичар, утре ќе бидам не знам што и така да не можеш да се одлучиш што ќе бидеш и на крај ништо. Значи тоа сме. Тргнавме со камионите, фативме работа, тераме сега за сега додека има работа, додека можеме ние. Така. Ке речеш козметика, сакам шминки, сакам парфеми, сакам тој светот на дамите, Све. а од друга страна го сакаш и адреналинот. Како тие две работи одат во така, убава и средена дама? Како тебе? Па не знам, пешан, тоа е пешан, значи нештото што го Пасија. сакаш, што се пронаоѓаш во себе и тоа што го сакаш и го гледаш во себе, лесно е. Лесно е. Значи можеш да го направиш, не ти е тешко, не гледам ни стрес ни во едното ни во другото. Значи јас секогаш ја и на мотор кога ќе се качев, ја бев со фул мејкап, нашминкана, значи од глава до пети. Кацигата нормално требаше да перам внатре тој пет што се инсайд на секој 2 дена затоа што сето со пудра и со шминки налепено. Ама битно ја бев со шминка. Заради тоа што тоа ме правеше среќна. И тоа ти е целта во животот тогаш бев точно на тој топ каде што имав све. Фала Богу, имам и сега све, само што сум малку лимитирана, што не можам да ги правам тие екстремни работи што сум ги правела порано. Заради тоа што нели имам други обавези и немам толку време. Времето е единствен проблем. Точно. Имаш ќерка, Да. која што сега е мала, но ете можеби за 10 години, 15 ќе дојде и ти каже мама, па сакам по твоите стапки, сакам да возам мотор, сакам да возам камион, сакам брзи коли. Кој ќе биде твојот одговор на тоа? Не знам. Сум се прашувала многу често за тоа. Ајде за машкото, за синот, некако го гледам дека ќе сака и против моја воја да. За ќерката исто, ако сакат, да, би била окей, али би сакала да биде правилниот начин. Значи да не биде така лудост, крадиш моторот, идеш, правиш белјата, се утепуваш и не ќе да замислам. Сакам значи окей да почнат на стаза, да почне со мал, да почне со мал мотор, значи да почне со поголем мотор и така да ја почне таа градација точно на мотор. Не можеш туку така, ајде дај ќе возиме, дај брзина и да се утепаш. Значи фатално е.
али кога на правилен начин го правиш, можеш далеко да достигнеш. Значи сите тие што се на трки на MotoGP, значи тие се од мали нозе, ставени полека, степ бај степ, стигнале до таму. Не е тоа од денеска за утре. Ај сега ќе возиме. Ај ќе возиме мотор, ај ќе одиме сега на трки. Значи окей си, само Окей сум, само да биде правилниот правилен начин. начин. Да. да не е тоа. Нашите деца тоа може да го имат, затоа што они имат нас. Ние сме стубот за нив. Исто како што нашите родители беа стуб во Македонија, али ние сме тука дојдени сами. И ти многу работи, на пример, што сум ги сакала јас да ги направам, не можев да ги направам одма од почеток заради тоа што ти си сам. Ти не можеш со последните пари да купиш мотор, а немаш кај да живееш. Едноставно не можеш. Ми требаше време да соберам пари, малку по малку за да си го купам моторот. И многу други работи. Значи не само моторот, било што во животот. Значи морав сама да заработам, оке ми треба тоа, оке, ајде сега ќе почнам да штедам и ќе го заработам, ќе го купам. И така ти зима време. Додека нашите деца не имат нас. Значи ако она само каже мотор, да, оке, ајде сега. Онлайн, Амазон ќе го нарачаме. Да, одма, да. Значи они ќе го имат мотор затоа што они имат нас. Само треба да бидат, нели, со надежда да бидат паметни и да може да го искористат тоа. Затоа што многу често на луѓето кога му даваш нештото така, не се цени. Точно. Ние сме си измачиле, си го цениме нашето, а нашите деца, пошто им е све дадено така на послужавник, не знам дали ќе го ценат. Значи не знам дали ќе бидат благодарни на сето тоа или ќе бидат секогаш незадоволни. Баш си Тања ти таа генерација која што го има изодено тешкиот пат, која што има поминено низ трње и падови и стресови, нервози и што се не, за да бидеш она што си денес. Со колку куфери дојде? Со еден или со два? Со два куфера? Да, тогаш беше дозволено далечната 2006 да носиш два куфера со по 25 килограми беше. Значи памтам убаво имав можеби $300 кеш пари за да можам да се снајдам, пошто работата беше веќе загарантирана кога дојдов, одма да правам пари. Само имав џепарат за додека да стигнам тука за, нели, не дај Боже. $300? Што побрку? Позајмени, probably. Да. Позајмени. Не се ни твој да речеш. Фала му на Господ. Сега сум точно на таа позиција каде што сум, али со многу мака и труд. Точно. Сум тука дојдена и сум задоволна за сето тоа што го имам. Господ стварно ми ги отвори вратите. Со многу нели, мака и труд, али стигнав до целта. И сум среќна. Си барам начин да си бидам среќна и сакам да сум среќна и сум задоволна со тоа што го имам. Секогаш ќе има, да, некој има повеќе, некој има помалку, секогаш ќе има и сакам од ова куќа друга поголема, сакам од ова кола друга и секогаш тоа ќе го има и ако не прифатиш тоа што си го имаш сега да си задоволен, никогаш нема да биде среќен. Затоа што секогаш од тебе има некој што е повеќе, без разлика дали финансиски, дали нешто повеќе во животот направил, ти никогаш не можеш да направиш компарација и така да ја бараш среќата дека цело време треба да бараш нештото. Значи само биде задоволен за тоа што го имаш. Кога ќе се сетам дека сум дошла само со два куфери и сега имам сето ова што го имам, што повеќе треба да барам? Ништо. Среќата е во малите работи, дефинитивно. Твоја лекција. Еве, некоја жена, девојка го гледа ова и сака да вози камион. Кој е патот да возиш камион, да добиеш возачка? Што се таа жена треба да помине за да вози камион? Добро, можеби некој маж ке рече јас сакам да возам камион. Кој е патот за да се стане камионџија во Америка? Па не е многу тешко, само ти треба малку труд. Значи треба да си научиш прашањата, да отидеш да си земиш пермитот, значи со научени прашања. Так. Не треба да идеш таму и ова ли беше, она ли беше. Значи треба да отидеш стварно да го земиш, да се научиш, да да земиш и ќе треба помош од некој што е веќе камионџа да ти помогне, заради тоа што сам не можеш да идеш и не можеш туку така да идеш со некој трет човек што не го познаваш, да влезеш во камион и тој да те учи као да бидете тука тимци. Значи не. Мора да ти е некој познат пријател или од пријател да ти помогне, да ти го покаже за тоа што го учиш ти на пракса и тоа што реалниот живот со камионот, значи се две различни. Значи треба да научиш многу работи со некој што мора да ти помогне, ти кажи, сам тешко се учат. Значи тоа на теорија што се чити и тоа во пракса е малку поразлично, затоа треба некој... Мора некој да ти помогне, значи за све, да ти помогне начин како да паркираш, да ти помогне како да го возиш камионот, посебно кога имаш такви, значи многу планини има во Америка.
посебно кога се наоѓаш во такви ситуации, значи многу лесно можеш да ги запалиш кочниците на камионот и да изгинеш. Или да утепаш и ти и уште сите други покрај тебе. Значи, тоа е многу важно што мора да се знае, а тоа е некој добар шофер што ќе те научи, да ти покаже, да ти каже и после со времето, со текот на пракса, на мили, толку многу мили имам поминато, значи можам да мижам и да возам и да знам на кој майл маркер се наоѓам. Колку мили имаш поминато? Многу. Да не Па ги- не знам, не можам да изброам, значи многу. 5 Многу. години Пара- си да, возела? значи 4-5 години возев, тимски, ностоп, значи вести и назад, тоа се 2000 мили, 4000 мили за 5 дена. Па сега направете Видите, математика. да, ќе правиме математика. Значи, 20.000 мили месечно. Многу мили, многу патишта извозени, Да. многу Секаде, проблеми цела Америка. поминати. Со што се соочи овде во твојот целосен живот во Америка, што ти било најтешко? Освен нели тоа што го спомена со твојот татко, освен тоа, твојот живот овде, што се исправи пред тебе како проблем, кој што ти беше па ќе се вратам Македонија. Имаше ли некој таков? Сите имаме ние проблеми, секогаш нормално да ќе имаш проблеми. Не може, значи патот до успехот е многу тежок. Не се успева тоа туку така или преку ноќ. Ретко некој преку ноќ успеал и сите успехот го гледаат, окей, тој успеал, а никој не знае у позадината што се дешава. Значи да, имала моменти, ја 10 години бев разделена со моите. Значи 10 години живеев сама тука, без никој. Значи колку се тоа празници поминати сама, колку се тоа Родендени. родендени, свадби, веселби, свето тоа поминато разделено. Погреби. Све. Башка успева, значи почнуваш да работиш, правиш, не знам, си собрал некои пари и точно имаш цел за што да ги потрошиш парите, ги инвестираш, се дешава нешто. Значи дали кола ти се скршила, се расипала, увек има нешто што се дешава. И тебе парите ти одат за тоа. Значи, знаеш колку пати сум, ајде, ова ќе го направам, тоа ќе го соберам и не може. Значи, едноставно, многу е тешко. Многу е тешко, позорно кога си сам. Си имала моменти кога се не можела да врзеш крај со крај? Да. Кога не стигало? Па Имала дури моменти. овде. Јас сум работела, значи, 2 работи. Работев во компанија, како диспеч, далечната, не знам, 9-та, 10-та може да беше, до 5, од 7 до 5, и после 5 од таму возам и идам директно во ресторан, работам во ресторан до 11. И тоа така го работев цела година. Затоа што фати, исто така како што сме сега моментално во криза, баш во 2008 година имаше таква криза во Америка, пак некако се фати, али тогаш ние не ја осетивме многу затоа што ние не бевме газди. Ти си тогаш работник и ти тогаш тоа не го осеќаш. Ти одиш на работа и зимаш плата и не знаеш што се дешава. Али сега тоа се осеќа затоа што веќе си ти на таа позиција каде што ти имаш под тебе луѓе што хранат фамилии од тебе. И се терет е на тебе и сега ја осеќаш ти таа криза, оти викаш ако јас не успеам, сите одат доле. А тогаш тоа те не го гледаш. Ти зимаш плата, зимаш $100 на ден, супер, среќен. Ама сега не е така. Малце кој ќе ги опшириш работите. Али секогаш било тежок момент. Секогаш било, имало тежок момент. Значи не можеш ти така преку ноќ, не работи тоа така. Системот не може. Не можеш едноставно да успееш од денеска за утре. Многу треба ефорт, многу треба време, многу треба работа. Многу треба работа. Без работа не можеш ништо да направиш. Тања, драго ми е да те гледам оно што си денес, среќна и реализирана сопруга, мајка, жена, успешна на свој начин во својот дел. Дали кога ќе те прашаат денес за тоа што имаш работено и кога ќе се спомене, да, возев камион, тоа ти е фалење или тоа ти е некако леле морав да возам камион, немаше? Не, тоа ми е мене I'm proud of it. Значи си горда. Да, горда сум Не на ти е тоа. срам Тоа ми дека е, си да, возела. Тоа е дел од мојот живот. Јас уште сакам да возам. Не ти е проблем. Не ми е проблем. Зашто да ми биде проблем? Честно си возам, честно си заработувам, си правам пари од тоа, зашто да ми биде срам, понижувачки или било што. Срамно е да идеш да крадеш. Тоа е веќе срамно. Срамно е да не работиш сега. Да бидеш толкав маж, жена,
и да немаш работа, тоа е срамно. Да седиш дома и да ништо да не работиш, да земаш социјална помош. Не знам, мајка ти дава пари, татко ти дава пари, да идеш да немаш пари за, не знам, да си купиш што сакаш. Тоа е срамно. А срамно да работиш, мислам дека сите што работат треба да се многу горди на себе, дека ти работиш, ти си продуктив, значи доносиш нешто, значи ти си useful у животот, Така. нешто правиш. Од работа нема срам. Од работа нема срам. Значи тоа е заблуда. Луѓето, посебно па и младата генерација сега, многу се неработни. Многу неработни луѓе имат. Не знам како луѓето мислат дека ќе успеат, ќе станат богати или ќе направат пари, ако ти не работиш. Ти мораш да работиш. Како без работа ќе се направат пари? Стварно не знам, или кажете ми ако има начин. Дајте да споделете го сите, секрет рецепи, да видиме што е. рецептот. Да, нема, ама ајде, нека Да, значи све немам никаков срам. Горда сум, значи работам, да. Возев камиони, ќе возам камион ако треба, и уште, и кога треба одам. И тоа сум јас. кога треба да одиш да растовариш нешто или да земеш товар, тоа го правиш Ако дојде, треба. кога имам ситуација дека морам, да. Би го дела јас, мислам дека беше минатата година за Spring Break, ова време, со децата, земавме камионот и за Минесота во Мол of Америка, прв ги однесовме деца во камион и јас возев. Они беа толку срекни, не можеа да поверуваат, као дека, мама вози камион, а они малечки, знаеш, не знаат деца дека мајка им вози камион. Јас сум седнала да им кажам, ајде мама вози камион, Да. да ви кажам. Значи, не, они ме гледат децата дома, на компјутер работам и си мислат, тоа е мојата работа. Кога ме видат дека возам камион, запрепастени, двете. Отидовме за Минесота со камионот, си извозивме, се вративме назад, они беа толку срекни. За нив тоа беше доживеј и за нас. Цела фамилија во камион, ајде, излагаме сите на трокстоп еден по еден од камионот. Сладко. Беше фан. Навистина. Убаво е, значи јас така го доживувам. Тоа немав проблем заради тоа што бев сепак нели со мојот сопруг и е малце другачие. Значи ние сме тим и бевме двајца и не осетив самотија или страв. Ја на пример со него кога бев и посебно значи таму по Монтана малце е крипи тоа Дакота, Монтана, пошто не е населено. И кога требаше да идам во ВЦ, Алекс пие, јас морав да го будам. Мене ми беше страв. Јас да отидам само во ВЦ, заради тоа што тука немаш ништо, имаш само планина и една рестерија и не знаеш што ќе те сретне тебе тука. Затоа што најголемите исчезнувања на деца, жени, било што се дешава таму по тие стейтови, каде што нема многу население, кој ќе те најде? Никој нема те најде. Алекс пие во камионот, тој мисли дека јас возам, нема ни да осети, кој ќе ме види ме нема. И секогаш, значи кога требаше да си иде во ВЦ, само го будам, викам ајде време е да идеме во ВЦ, и тој со мене, и така. И не сум имала нели лошо некој таков инцидент да ми се деси, фала му на Бога, дека Нормално. Нели немам лошо искуство. Горда сум што те знам, горда сум што те познавам, горда сум што ми дојде во подкастот да ми ја раскажеш твојата приказна, како е да се биде жена во светот на мажите, во машкиот бизнис и успешно да се вози камион, да се справуваш со сето тоа, да ги гледаш сите предизвици и да им се соочиш лице во лице со нив. Кажи ми последна порака, последен поздрав од твоето искуство досега со животот во Америка, со камионите и со кариерата. Што е за тебе она што те движи напред, те води и ти дава волја за подобро утре? Пред се мојата фамилија. Значи без фамилијата не можам да живеам. После Бога, значи Господ ми ги отвори сите врати. Таму каде што Господ ти отвора врата, никој не може да ја затвори. Значи no matter what. Значи само е тоа правиот клjuč и нормално многу големо вложување на труд, на жртва и на све. Тоа е единствен начин да успееш, нели, секој на свој начин и зависи кој како го, нели, разбира успехот, како го дефинира, али никогаш не треба да се откажуваш и тогаш кога ќе паднеш највеќе на дното, тоа е моментот уствари кога ќе испливаш горе, заради тоа што ти кога си веќе на дното, нема каде подоле. Мора да одиш нагоре. И многу е важно селектирање на пријатели, прави луѓе со прави пријатели, заради тоа што
исто многу кошта кога си со погрешни луѓе, дали во бизнис, дали во друштво, ти тука многу губиш. Значи ми се десило и тоа, лоша ситуација, значи многу повеќе и порано требаше да успеам отколку нели сега. Фала му на Бога, успеав и сега, али да бев со прави луѓе, ќе беше подруго. Ќе беше порано, можеби сите тие маки што ги имав сега ќе беа порано позаборавени. Како треба така е? Али Нели? така требало да биде. Значи тоа е тоа. Snoop Dogg има една многу интересна изрека, вика пред се да си се заблагодарам сам на себе. За се што сум направил, за сите мои жртви, успеси и падови сум си задолжен јас самиот. Па така и твојата работа очигледно. Поддршката е исто многу важна, дали од партнерот, нели од сопруг, од фамилија, многу има утицај, значи психички. Ти, нели некогаш поддршка не ти треба некој да дојде само и да ти помогне, дали нешто да направиш, да ти даде пари, као ајде еве готово, завршивме работа. Не, него самата психичка поддршка кој ти вика да, ја верувам во тебе, јас знам дека ти можеш, да, јас те гледам тебе така, тоа ти е таа мотивација што ја има, што ти дава многу сила за да можеш сам себе да си кажеш као да, можам да го направам јас тоа, зашто не би, за подобро утре. Так. Али за да имаш подобро утре, ти треба денеска да го жртвуваш за да утре да биде подобро. Не можеш ти да заработуваш, да трошиш, да фрлаш пари или да не работиш, а да успееш. Значи, нема тоа ништо. Не оди заедно тоа, не оди во иста реченица. Значи, едноставно мораш да си ставиш некој гол, некоја цел во животот, да, значи тоа го правам и да се стремиш на тоа. А не можеш, ја денеска ќе бидам, не знам, доктор, утре доктор ќе бидам психолог, утре ќе бидам, не знам, медицинска сестра и надале секој ден нешто друго и ништо така не прави. Значи, тоа е тоа. Тераш една работа, ја фаќаш и само напред. И само напред гледаш. Ти посакувам само напред да тераш, да гледаш и да успееш многу и се што сакаш да ти се оствари. Ти благодарам уште еднаш што ја сподели твојата животна приказна, твоето искуство со камионите и како Тања возела камион. Драги мои, се надевам дека уживавте во приказната на денешната моја гостинка. Се надевам дека ви беше предизвик, ви беше интересно и необично нејзиното животно доживување, животно искуство кое што таа го имала со камионите. А со следниот гостин, секако се гледаме следната среда. Марија во Америка, ја гледате овој подкаст на YouTube каналот секако Марија во Америка. Subscribe, like и share би било од голема помош. На социјалните мрежи сме овде секако на Instagram и на Facebook под името Марија во Америка, така што гледајте не кога сакате и каде сакате, овде сме за вас. Овде сме да ги раскажеме приказните на македонците, овде од Америка. Ве поздравувам и ве посакувам убав ден. Чао!